Здраво, ова е 279-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која збира на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е How to Blow Up a Pipeline од Даниел Голдхабер, во кој станува збор за Тео и Сорчи, глумени од Саша Лейн и Ариела Берер, кои се долгогодишни пријателки во Лонг Бич, Калифорнија, израснати се во град кој е загаден од бројни нафтени рафинери. Откако ќе почина мајката на Сорчи, смрт во која удел имаат климатските промени, која чувствува потреба од поагресивен, ангажиран еколошки пристап, ги споделува низините фрустрации со Тео, која има леукемија. Заедно со низината девојка Алиша, глумено од Џејми Лосон, и петмина други активисти, секој од нив воден од лични мотиви за промена на ситуацијата, создава план за детонирање на нафтовод во Западен Тексас. Ударот на нафтената индустрија се состои во оштетување на нафтоводот, за да не може да се дистрибуира нафтата, правејќи ја неконкурентна на пазарот, сметајќи дека со тој подвиг ќе се намали низината вредност. Поради оваа еколошко-политичка свест, филмот е одлика на времето во кое живееме и елоквентно ја канализира фрустрацијата на немоќноста на единката против системот кој скапува со младешки бунт кој мора да ја одржи искрата во живот. Мајкл, момчето со индијанско потекло задолжено за експлозивот, од предложката за него дознаваме дека и самиот е темпирана бомба, па неговата вознемиреност од работењето со експлозивниот материјал е разбирлива, затоа што многу мала деконцентрација е доволна за да го вивне животот во воздух. Шон осознава дека работата на наивни документарни филмови нема да го привлече вниманието на светот за проблемите, што е силен коментар за нарачаните проекти на невладените организации кои не водат никаде, а двејне човек чиј што посед е узурпиран од страна на власта за да поминува низ него нафтоводот, така што тој може би има најдиректна штета од цевките кои актерите секогаш посочуваат дека смрдат кога ќе се доближат до нив. Логан и Роуен се панкерски љубовџи кои се волни да осрушат секој авторитарен систем кој се е подигнал на лаги. Детерминатата е идентична на сите, да се сруши корумпираниот хегемонијат. Од самото сценарио направено со консензус, кое се базира на истоимената книга на Андреас Малм, се соочуваме со нагло запознавање на групација на ликови кои се борат за вниманието на гледачот, што значи дека нема да постои можност за детално развивање на нивните арки, затоа што во 100 минути нема да може да се прикажат 8 животни одвивања, па затоа нужна е редакција на најзначајните мигови кои ја содржат нивната мотивација за спроведување на терористичкиот чин и толку. Затоа што колку и да се разнообразни ликовите, нивното дифузно представување на гледачот нема да го овозможи интимното поврзување со овие персони, пукање во колено на секој автор кој решава да калеми действие со децентрализирана хиерархија на ансамбл на ликови во филм, чие што постојање го гребе по површината во ретроградните флешбек секвенции. Дружината е толку диверзитетна што не верувам дека геј парови алтернативци и љубител на кантри музика и американски домородец би имале заеднички повод да соработуваат, затоа што сите се конститутивен дел од тоа што представува Америка, но сплотени се во каузата затоа што имаат заеднички непријател, односно алчните корпорации кои го трујат народот и ја вшмукуваат нафтата од земјата за сопствен милионски профит. Токму таа соработка говори дека ликовите се подготвени да го занемарат своето потекло, ако сакаат да соработуваат за општо добро, задавајќи удар на нафтените тајкуни. Ликовите не дозволиле да се прехрани со нив апатијата, туку решиле да реагираат, наместо да премолчат на злото, пред да детерира светот до степен во кој нема да има поправка. Меѓутоа, има различни методи на протерување против нафтената индустрија и цевки се заменуваат од стручни лица, но уштетени уметнички слики, нема човек на земјава кој може да ги преслика и никогаш нема да одобрам уништување на уметничка творба за каква и да е ангажираност, затоа што тоа говори за уметничката неукост и непочит на активистите. Не е тоа начинот, колку и да се пати за внимание, како што беше докажано од случаите во реалност. Секаков облик на предизвик на авторитет е деклариран како тероризам, а кога тероризмот ќе доведе до промена, власта лаже дека бил тероризмот пасивен и ненасилен, така што во овие искази лежи една од неколкуте политички мотивации за насилниот чин. Релативизирајќи дека Исус бил терорист за време на здружувачките седенки,
додека се сублимира нивниот кохерентен указ за действување, односно нивниот манифест, ако повеќе сакате. Дел од ликовите сметат дека со овој чин никого не го повредуваат, дури да зададат удар на нафтената индустрија, а некои само сакаат да го запалат светот и да го гледаат како гори. Од флешбек секвенците можеме да установиме дека сите ликови во даден дел од животот се гледале дека ниту со мирен протест, ниту на легален начин нема да може алчните хегемони да ги спречат да ја загадат земјата и воздухот, флората и фауната, па единствен начин на противење е токму директниот напад како облик на самоодбрана од уништувањето на светот поради алчност и удар со цел нанесување на штета за добивање на вниманието од светот за постоењето на проблемот, со надеж дека ќе иницираат нови бранови на истомисленици да заведат нов удар. Во оваа формулација лежи доктрината на нивното ангажирано делување. Секако, тоа што се планира не мора да значи дека ќе се оствари според планот, штом се инволвирани луѓе во равенката и нивната непресметливост, што значи дека треба учесниците да научат да импровизираат на лице место ако сакаат да ја комплетираат зацртаната мисија. Аналогијата со 11-ката на Ocean или Reservoir Dogs секако дека може да се направи на хартија во поглед на збирањето на екипата на криминалци, но тука е иземено глорифицираното нивно прикажување и во случајот на филмот се вклучени млади момци и девојки кои биле покорни студенти, групација во која не баш сите се знаат и познаваат меѓусебно, затоа што некој од нив може да се представува во сосема поразлично светло од тоа што е, но каузата е всушност легура за нивното делување. Многу пати се наоѓам во ситуација да ја реферирам Кели Рајкард, ама во случајот на овој филм навистина морам, затоа што во 2014 година таа го сними Night Moves, филм во кој Дакота Фенинг, Джеси Ајзенберг и Питер Сарсгард се тројца активисти кои имаат намера да ја разнесат хидроелектричната брана, кои за разлика од филмот на Голдхабер има повеќе време да се запознаеме со нивната природа и мотивација. Голдхабер веќе почна да составува тим на лојални соработници со секој нов проект на кој се нафаќа да го работи и засилувањето на овој филм е директорката на фотографија Техајла де Кастро, која го следи френетичното движење на ликовите во кадар, па поради тоа и камерата е прилично подвижна, следејќи го во чекор нивното политичко мотивирано вандализирање, но секогаш стабилизирајќи ја камерата за да има помазни панорамски кадри и изголемена употреба на зумови и доближување на камерата. Композиторот Гавин Бривик создава електронски синтвейв кој служи за надополнување на подготовките на криминалниот чин, кој го содржи младешкиот порив за промена на светот и е звучно гориво за пламнување на тензијата во миговите на исчекување. Монтажерот на Some Kind of Heaven, Даниел Гарбер, работи монтажа на кратки кадри за да добие забрзан ритам на постоечкото движење во кадар. Поделбата на филмот се однесува на групирање на ликовите во флешбек секвенци за тоа како има дојдено до чинот на здружување на силите, што значи дека се паралелизира минатото со сегашноста во монтажата. Соодветно решение е кога во миговите во кои е загрозен животот на терористите се вметнати флешбеци за нивното доаѓање до таа незавидна ситуација, најчесто за време на непредвидени детонации, наместо да следиме линеарен тек на одвивање на настаните. Режисерот Даниел Голдхабер доаѓа од модерната американска независна сцена, голем познач на хорор жанрот, име на кое со внимание му ја следам филмската кариера, затоа што имам предчувство дека ќе се зборува многу за него, посебно кога се опрашање квалитетни филмови, затоа што го поседува квалитетот кој најмногу оценам кај авторите, а тоа е туркање на границите на филмот до екстреми, за кои не е подготвен гледачкиот аудиториум, меѓутоа тие потези ги прави скромно во рамките на маргините на студискиот систем, иако неговиот филмски пркос е евидентен. Својата кариера ја започна со кратките играни филмови, односно The Summer од 2012 година, Coming of Age филм за Марта, која е заљубена во двајца најдобри другари Кевин и Тим, љубовен триаголник кој наместо да прерасне во Dreamers, не им одговара на момците кои закажуваат дуел за да се пресметаат за љубовта на Март. Наредната година сними уште еден краток Coming of Age филм за момчето Макс, кој се обидува да има нормален ден во неговото предградие, ама ништо не оди според неговиот план, па решава да биде непослушен и направи забава на која нема да се појават неговите пријатели. Едноставно сака да излезе од неговата кожа, но не може. Дебитанското долгометражно играно остварување е сега веќе култниот филм Кем, односно неговиот Perfect Blue, ако повеќе милувате, односно хорор филм во која Алиса е девојка која се соголува пред камера, која дознава дека на незиниот канал е заменета од незината двојничка, поместувајќи и координатите на реалност.
филм кој ја имаше премиерата на Fantasia, кај што беше награден за најдобро деби и сценариј. За време на краткиот живот на сега веќе мртвиот стример Quibi, учествуваше во една од најзначајните серии која се појави таму, односно хорор серијата 50 States of Fright, и тој ја режираше епизодата за Колорадо, односно ја симна својата капа на големиот Кюбрик, снимајќи ја епизодата Red Room за пријатели кои се обидуваат да докажат дека тунелите во Стенли хотелот не се проколнати. Даниел моментално снима филм кој со нетрпение чекам да го заврши, затоа што го именува Faces of Death, што значи дека станува збор за жена која работи како модератор на содржина на вебсайт, која налетува на серија на насилни видеа кои се имитација на сцени со убиства во филм. Од оваа жанровска филмографија може да заклучиме дека филмот кој го рецензирам е аномалија, но и не е, затоа што бунтовниот дух тлее во сите творби на Даниел, само што и во нежанровските мелодрами сака да снима ликови кои се отпадници на системот, кои прекосат на нормативот. За љубителите на фестивалските миленици, овој филм ќе делува како блокбастер, а за љубителите на блокбастери нема да има доволно познати актери и акција за да биде атрактивен за гледање, така што ќе биде и самиот филм ревносно пргаво дело, кое ќе гневи и вреви за да биде слушнато и ќе пркоси на неговото категоризирање во некоја жанровска фиока, која нема детално да ја отслика неговата севкупна суштина, дури и да го наречеме акционен трилер со мелодраматични гноми и политичка мотивираност, пак сме далеку од неговата срцеви. Филмот имаше својата премиера на фестивалот во Торонто, а потоа беше прикажан во Чикаго, Palm Springs, Гетеборг, Луксембург, Night Visions и на многу други фестивали, беше награден во Хамбург со политичка награда, а Неон го дистрибуираа широм светот. Анархистички филм во кој е насочен гневот против нафтените корпорации, кои бесрамно ги уништуваат природните благодети на светот за да се збогатат, револт којот збор преминува на дело и тоа кривично. Една пукнатина не е доволна да се сруши трулиот систем на свирепи и тргувачи со црното злато, ама ако се иницираат повеќе пукнатини, корумпираниот систем ќе се претвори во швајцарско сирење и ќе се сруши. Ако морам да го евалуирам, тогаш How to Blow Up a Pipeline од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 279-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го канал. Посегнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!